Очекувам кампања во која што ќе изобилуваат шпекулации, конструкции, подметнувања, невистини од страна на опозицијата и малкумината поддржувачи на опозицијата, изјави председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Мицковски по промовирањето на изборната коалиција и подпишувањето на документот Декларација за Македонија на граѓаните и за општини што создаваат иднина, посочи дека ВМРО-ДПМН и коалициските партнери ќе ги презентираат резултатите и се што имаат сработено градоначалниците во изминатите 4 години. Ние како коалиција имаме со што да излеземе пред граѓаните, што сме направиле во изминатите 4 години во општините, што сме направиле во изминатите 15 месеци како што сме централна власт и ќе се обидеме да направиме разлика меѓу оние 7 години кога ДУИ и СДСМ беа во владата и овие 4 години кога оваа коалиција управуваше со најголемиот дел од општините и оваа коалиција управува сега со владата во Македонија, изјави Мицковски. Лидерот на СДСМ Венко Филипче го обвини премиерот Христијан Мицковски дека признал оти нема да се интервенира во цените на основните продукти. Тој изјави дека владата нема намера да ги заштити граѓаните и ги остава сами да се справуваат со растот на цените. Според него, инфлацијата во земјава е двојно повисока од европскиот просек и сериозно ги обезвреднува платите. Филипче посочи дека цените на храната во август пораснале за 6,7%, а овошјето и зеленчукот за над 11%. Тој повторно ја повика владата да донесе конкретни економски мерки за помош на граѓаните. Утро во Скопје 8 со слаба магла. Во некои делови од градот се чувствуваше и мирисот на чад, кој го има веќе неколку дена од како избувнаа пожари во депонијата Дрисла, како и во дивата депонија Вардариште. Според директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов, чадењето од депонијата Дрисла е се уште присутно, но во многу помал обем и како што вели тоа не е причина за утринската магла во Скопје. Дивата депонија Вардариште пак е целосно изгасната и од неа нема никакво чадење. Аеродромци и синоќа протестираа поради загадениот воздух и долготрајното нерешавање на проблемот на дивата депонија Вардариште. Граѓаните блокираа крстосница во оваа скопска општина, а овој пат и изведоа марш по улиците. Се бара итна реакција на надлежните за да се сопре отровниот воздух кој навечер го поклопува аеродром. Инаку во текот на вчерашниот ден затрупан е дел од просторот на депонијата Дрисла од кој имаше чадење. Властите најавуваат дека денеска затрупувањето продолжува со засилено темпо. Владата превзема конкретни мерки за справување со пожарите на депониите Вардариште и Дрисла. Ова денеска лично го потврди премиерот Христијан Мицковски. За Вардариште знаете дека имаме приведени и осомничени лица кои ја користеле илегалната депонија Вардариште. Од вчера има приватна агенција за обезбедување, здружено ангажирана од неколку општини. Обезбедивме градежна механизација која ќе биде во полн состав таму, рече Мицковски. Тој се сомнева во тоа како избувнувал во Дрисла каде раководи кадар на ДУИ. Дрисла вчера речиси беше санирана, но повторно се распламти. Чудно е како во одредени јавни предпријатија каде своји кадри има ДУИ се случуваат вакви работи. Тоа ќе го истражиме и ќе обезбедиме докази. Како е можно пожар кој беше речиси смирен наеднаш да се распламти, додаде Мицковски. ВМРО-ДПМН реагираше на изјавите на лидерот на СДСМ Венко Филипче, обвинувајќи дека во времето на СДСМ инфлацијата била двоцифрена и граѓаните живееле со по 150 денари на ден. Според партијата, денес економските показатели се подобри и инфлацијата е во опаѓање. Тие посочија дека во август стапката на инфлација изнесувала 4,4%, додека во јули била 4,9%. ВМРО-ДПМН нагласува дека тоа е резултат на економските мерки на владата. Тие сметаат дека процесот на дезинфлација и стабилизација на цените е веќе започнат. Партијата очекува инфлацијата и натаму да продолжи да се намалува. Извршниот одбор на СДСМ усвои уште 4 нови кандидатури за градоначалници за престојните локални избори. Едис Хасан ќе биде кандидат за градоначалник на Шуто Оризари, Жика Стојановски за Илинден, Игор Христов за Кочани, а Исуф Синани ќе се обиде да стане градоначалник на Долнени, соопшти од партијата. Со ова СДСМ има објавено 64 кандидати за градоначалници од СДСМ во 64 општини ширум државата.
Девизните резерви на Македонија на крајот на август 2025 година изнесувале 4,75 милијарди евра и во однос на претходниот месец бележат зголемување за 84,5 милиони евра, соопшти Народната банка. Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност околу 75%, а остатокот во монетарното злато, валути и депозити. Соработка со САД за заштита на Охридското езеро била темата на средбата на министерот за животна средина и просторно планирање Изет Меджити со амбасадорката на САД во Македонија Ангела Агелер. Целта на соработката е подобрување на квалитетот на водата, управување со рибниот фонд и развој на одржлив езерски туризам. Во јули во Македонија престојувале 209.932 туристи кои оствариле 770.733 ноќевања, соопшти Државниот завод за статистика. Од нив 121.486 биле странски туристи, а најмногу бројни биле од Турција со 55.129 посети. Во периодот јануари-јули 2025 бројот на туристите е зголемен за 10,2% во споредба со истиот период лани. Во истиот период ноќевањата се зголемени за 5,5%. Два македонски филма, DJ Амет на Георги Унковски и Мајка на Теона Стругар Митевска се селектирани во официјалната програма на престижниот 69 БФИ Лондон Филм Фестивал, што ќе се одржи од 8 до 19 октомври. Ова е првпат две македонски остварувања да бидат прикажани на еден од најзначајните филмски фестивали во светот. 3 лица загинаа, а 2 се повредени во сообраќајна несреќа што утринава околу 8 часот се случи на експресниот пат Штип-Радовиш. Несреќата се случила кога товарно возило Фиат Дукато со струмички регистарски ознаки и излетало од мостот Балталиска река во близина на штипското село Лакавица. Според првичните информации, во него се пренесувале странски работници од Бангладеш кои биле ангажирани за струмичка фирма. Кај 3 машки лица е констатирана смрт, додека возачот и уште едно машко лице со повреди се пренесени во клиничка болница Штип за укажување лекарска помош, соопшти од МВР. Продолжението на диалогот за нормализација на односите меѓу Косово и Србија во Брисел заврши без напредок. Косово инсистира на целосна примена на Охридскиот договор, додека Србија бара прво формирање на заедницата на општини со српско мнозинство. Косово обвинува и дека Србија се повлекла од договорот за комисија за исчезнати лица и одбива да даде конкретни предлози, додека Белград ја обвини Приштина дека не е подготвена за разговори и дека врши притисок врз србите на Косово. Специјалното обвинителство на привремените установи во Приштина поднесе обвинение против Хисри Селим за кривично дело шпионажа, бидејќи наводно соработувал со Агенцијата за безбедност и информации на Република Србија. Според обвинението, како награда за овие информации, службениците на БИА му плаќале на Селим до 700 евра месечно. Албанија стана првата земја во светот што има виртуелна министерка која ќе управува вештачка интелигенција. Министерката по име Диела ќе биде задолжена за сите јавни набавки во земјата. Во текот на летото, Рама велеше дека Албанија еден ден би можела да има дигитален министер, па дури и премиер базиран на вештачка интелигенција, но малкумина веруваат дека тоа ќе се случи толку брзо. Хрватска влегува во најголемите законски промени во градежништвото и просторното планирање во последната деценија, што предвидуваат нелегалното градење да стане кривично дело, а не само прекршок со парична казна како досега. Казните допрва ќе бидат утврдени, а се предвидува воведување и затворски санкции заради превенција. Американските истражители објавија фотографија од осомнечениот за убиството на конзервативниот инфлуенсер Чарли Кирк и ја пронајдоа пушката што била користена во нападот. Кирк беше застрелан со снајпер во врат додека држеше говор пред 3000 луѓе на Универзитетот Јута Вели. Снимки од безбедносни камери покажуваат вооружен маж како се качува на покривот од каде што пукал. Кирк беше еден од најблиските соработници на претседателот Трамп. Француската полиција жестоко интервенираше против демонстранти за време на протестите Блокирај се.
Уапсени се 675 лица, од кои 280 во Парискиот регион. На протестите учествуваа најмалку 175.000 луѓе на 550 собири ширум земјата со палење контејнери, блокирање сообраќај и судири за полицијата. Демонстрантите изразија незадоволство од претседателот Емануел Макрон, политичкиот естаблишмент и најавените буџетски кратења. Дел од европратениците од Левицата и Патриоти за Европа покренаа нови иницијативи за недоверба на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Левицата собра доволен број потписи за процедурата, обвинувајќи ја за трговски договори без демократски мандат и за неактивност околу војната во Газа. За импичмент е потребно двотретинско мнозинство во Европскиот парламент. Белорускиот претседател Александар Лукашенко денеска помилува 52 затвореници од хуманитарни причини. САД го поздравија ослободувањето, нагласувајќи дека ќе продолжат да се залагаат за ослободување на речиси 1300 политички затвореници, што се уште се во Белорусија. Литванија потврди дека кај нив пристигнале ослободените лица, меѓу кои има 14 странци од повеќе европски земји. Австриската влада постигна договор за забрана на носење хиџаб за девојчиња под 14 години во училиштата, која ќе стапи во сила во февруари 2026 година. Прекршувањето прво ќе се решава со разговори меѓу училиштето, родителите и надлежните служби, а како последна мерка се предвидуваат парични казни од 150 до 1000 евра.